Во струмичките основни училишта денот помина во одбележување на празникот Тримери и тримерските обичаи. Маршал Тито беше домаќин на соученици од Сандо Масев, кои заедно преку проект за меѓуетничка соработка приредија рекапитулација на православните и обичаите од исламскиот свет поврзани со верените, односно армасани девојки. Вложимо во иднината на децата и младите, во нивното градење и издигнување како личности кои заеднички ќе го создаваат меѓусебниот соживот, значи да се удри здрав темел на едно здраво мултиетничко општество. Воведувањето активности за меѓуетничка интеграција во образованието, значи подготвување на децата за сигурен чекор во желбата да се прифати другиот, различниот од себе. Всушност во образованието е материјалот од кој несигурно се гради цврсто мултикултурно општество кое ги воспитува младите во духот на почитување на другиот, меѓусебната толеранција, прифаќањето на различности и еднаквости за сите. Во основното општинско училиште Сандо Масев гости беа ученици од Видое Подгорец и ансамблот Тримери, кои пред учениците испеа песни поврзани со празникот. Вака Сандо Масев традиционално секоја година ги одбележува тримерските обичаи. Оваа година голема благодарност на ансамблот Тримери кои се вклучија за оваа активност да биде во вистинска смисла на зборот одбележена со сите елементи. Инаку, на овој начин покажуваме и докажуваме дека уште од најмала возраст нашите ученици треба да се запознаат со традицијата на градот и воопшто во општеството во кое живееме. На овој 3-дневен пост точно знаат како и зошто баш се служи постни јадење. Од овој аспект сите маскирани, а се со цел и во карневалските случувања даваме допринос и трасираме пат на идните генерации дека треба да ја продолжат, негуваат традицијата на нашиве простори. Освен со традиционалната постна трпеза, основците ја негуваа и традицијата под маски, поврзана со празникот кога се бркаат лошите духови и се пречекува новото будење на пролетта. Трето од деленците и преку квиз ги одмеруваа знаењата за празникот Тримери, како начин за одржување на колективната празнична меморија. Секако, наградени беа сите за трудот вложен во негување на оваа традиција која извира од давнина, а секако, најголемиот медал е она што ќе остане запаметено и што колку пренесуваат на идните генерации.